По нивното прво јавно појавување на црвениот тепих за промоција на нивниот заеднички филм Бакнеш на жената пајак, светот повторно го зафати хистерија околу двојката која обожавателите ја нарекуваат Бенифер. 20 години Дженифер Лопес и Бен Афлек се дружеа со одстапувања, а едно е очигледно од нивните широки насмевки и говор на телото, се уште постои хемија меѓу нив. Уверете се сами, дали на љубовта ќе се даде уште една шанса. Иако Дженифер и Бен се во добри односи по разводот, тие немаат намера да ја обноват својата врска, според добро информиран извор во US Weekly. Тие не се смирени, но сега се во одлични односи, можат подобро да комуницираат и да имаат пријателски однос. Изјавија повеќе извори за US Weekly за моменталната динамика меѓу Лопес и Афлек. Им требаше долго време да стигнат до оваа точка. Афлек и Лопес го имаа своето прво јавно појавување заедно откако нивниот развод беше финализиран во понеделник на 6 октомври на премиерата на незиниот нов филм Бакнеш на жената пајак, за кој некои предвидуваа дека ќе биде номиниран за Оскар. Двојката позираше насмеана на црвениот тепих и беа видени како се смеат додека влегуваа на проекцијата. Берово имаше чест да го угости светски познатиот актер Милош Биковиќ, кој во посета на општината не беше само како пријател, туку и со конкретна работна цел, разговори за реализација на најголемата поединечна инвестиција во историјата на општината, објави Петер Ружински, кандидата за градоначалник на Берово. Иницијативата за средбата произлезе од Петер Ружински, кој со својата визија и план успеа да го привлече вниманието на актерот и да го донесе во Берово. Корените секогаш те влечат дома, но визијата е она што те убедува да инвестираш во иднината. Во разговорот со Петер Ружински, јас ја видов таа визија за Берово. Истакна Биковиќ, додавајќи дека има силна емотивна врска со овој крај поради семејните корени. Според најавите, инвестицијата се очекува да донесе повеќекратни придобивки за регионот, вклучувајќи забрзан економски развој и отворање на нови квалитетни работни места. Исто така нов импулс во туризмот, со што Берово ќе се позиционира на пошироката туристичка мапа. Ружински истакна дека оваа посета е доказ дека со јасна визија и посветена работа, Берово има потенцијал да привлече сериозни инвеститори и да создаде нова иднина за своите граѓани. Народниот театар Битола на 11 октомври ќе учествува на првото издание на Интернационалниот фестивал на монодрама со авторска представа на Маријан Ѓоргиевски Железно небо. Фестивалот се одржува од 6 до 12 октомври во Поградец, Албанија, а покрај Македонија учествуваат монодрами од Италија, САД, Косово, Албанија, Украина, Колумбија и Шпанија. Ѓоргиевски заедно со Александар Димовски го создаде овој синема театар, користејќи повеќе алатки кои ги пружа театарот и филмот. Сработи за приказ на заеден балканец за се она што му е обесено на вратот, за неостварените мечти, за зацапаноста во малограѓаништата, за соништата кои не може да се остварат. За тоа кога сме притиснати до зид како животни, кога немаме друг избор освен да го земеме животот во сопствени раце. За бегањето од сопствените корени. Како е да се сонува со џебови полни камења. Пред недела дена мислев дека имам совршен живот, а денес сакам да си излезам од кожата. Во рамки на 48-то издание на Денови на македонска музика, вечерва со почеток во 20 часот во Музеот на македонската борба ќе се одржи концерт на дувачкиот квартет Консонанс. Асамблот, формиран во 2007 година од инструменталисти на филхармонија, ќе настапи во состав Елена Дојчинова флейта, Маја Кастратовиќ англиски рок, Здравко Ангелов кларинет и Сашко Темелковски бас кларинет. Квартетот е познат по својата посветеност на камерната музика за дрвени дувачки инструменти и редовно ја представува македонската современа музика на фестивали дома и во странство.